Почитувани медиуми, почитувани граѓани, добар ден и од мене. Јас би сакал да ја изразам мојата огромна благодарност до менаџерскиот тим на ОКТА, општествено одговорна компанија со која што Министерството за внатрешни работи традиционално соработува. Морам да кажам дека ова не е првиот проект кој што оваа година, да речеме, бил поддржан од нивна страна. Сакам да изразам благодарност и за поддршката која што ни ја дадоа со ангажирање на нивното специјално возило при гасење на пожарот кој што го имавме во Трубарево. Така да ОКТА како компанија континуирано покажува дека е општествено одговорна компанија и огромна благодарност од страна на Министерството за внатрешни работи до менаџерскиот тим и до сите вработени на компанијата. Овој проект е многу значаен заради тоа што покажуваме дека не само се грижиме во насока на намалување на трошоците кои што ги имаме како Министерство за внатрешни работи, туку и во насока на инвестирање во рамки на една зелена енергија, која што би требало да е цел во иднина кон кој што ќе се фокусираме сите институции и сите граѓани. Оваа донација од страна на компанијата ОКТА е во вредност од прилика негде околу 1 милион денари. Тоа би требало да значи дека со оваа инвестиција Министерството за внатрешни работи на годишно ниво би требало да произведе негде од прилика околу 55 мегават сати електрична енергија, што би требало да значи дека по некоја си просечна цена која што ми ја кажа експертите на струјата, би требало негде околу 5000 евра да заштедуваме годишно само со овој инсталиран капацитет. Министерството за внатрешни работи, согледувајќи ги придобивките од ваков тип на инвестиции во иднина, ќе ги разгледаме можностите за ставање во функција на капацитетите целосни кои што ги имаме, како во рамки на Полициската академија, така и во рамки на сите останати објекти, на кои што би можеле да инсталираме сончеви панели за производство на зелена енергија, така да со ваков тип на проекти сметам дека покажуваме дека навистина можело и поинаку од она кое што претходно се работело, а е поврзано со заштита на трошоци од аспект на тековни трошоци на Министерството и секако инвестирање во рамки на зелени проекти, зелена енергија. Благодарам за вниманието, доколку имате прашања на темата или надвор од темата, повелете.